Победуваме! Победуваме! Добро вечер, победничко ВМРО-ДПМНЕ! И добро вечер за победничката коалиција, за подобра Македонија. Драги Берешани, драги пријатели, уште само неколку дена не делат, уште само еден ден кампања и уште само 3 дена до гласањето и до големата победа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, тука во Велес и во Македонија. Драги пријатели, ова не се само обични локални избори. Вие тоа добро го знаете. Вашата одлука овој пат е многу важна. И ова не е само уште една обична одлука. Ова е одлука за тоа каква иднина ќе градиме за вас, за вашите деца, за нашата заедничка држава. Ние ја добиваме нашата моќ и сила од Македонија и народот на оваа земја. Силата произлегува од нашата љубов кон нашиот народ и кон нашата земја. Ја сакаме нашата земја со целиот наш народ, сите градови, сета радост, ентузијазам и возбуда. Ние сме партија на граѓаните на Македонија и ние сме гаранција за сигурна, стабилна и силна Македонија. Нашата задача се создавање дела, нудење на решенија наместо празни зборови. Затоа создаваме и никогаш не се откажуваме, затоа што патот мора да се изоди, идејата мора да се живее. Секој движење, секој чекор направен остава трага. Се додека постоиме, ќе работиме за подобра сегашност, но и иднина, за подобро утре и напредок. Нашите срца чукаат заедно со срцата на илјадници граѓани кои знаат дека може поинаку и дека може подобро. Не се гази нешто што е со труд создадено. Не се негира нешто што е со жртва добиено. Не се урива тоа што е со мака изградено. Со нескршлива волја создаваме и помагаме. Непоколебливо и неуморно и заедно. Работевме напорно за заслужена награда и субвенции на земјоделците за нивниот труд. Работевме напорно младите да добијат подостапно образование со намалени партиципации за студирање. Работевме напорно за пензионерите да живеат поспокојни и посреќни пензионерски денови и да имаат повисоки пензии. Работевме напорно за поквалитетно и подостапно образование и здравство, за подостапно здравство, за подобро здравје кај сите граѓани. Работевме напорно луѓето да добијат работа и да живеат достоинствен живот. Секојдневно се боревме за посилна економија, за повисок стандард и подобар живот на сите граѓани во Македонија. Но она што се случи во Македонија во последните 5 месеци е вистинско помрачување. Помрачување кое длабоко навлегува во секој сегмент. Имаме преполовени капитални инвестиции од буџетот. Индустрија која оди надоле, градежништво кое тоне, странски инвеститори кои размислуваат да си заминат, а нови не доаѓаат. Извоз кој опаѓа, девизни резерви кои секој ден се повеќе се топат. Само во последните 4 месеци се намалени за 180 милиони евра. Просечни плати кои наместо да растат како што ни ветуваа, се намалуваат. Пензии чие што зголемување е укинато. Субвенции за земјоделците на кои што не само што не се зголемија за 10% како што ветуваа, туку пост избори им најавија дека од до година, ако приносот е помал на земјоделецот, и субвенциите ќе ги изгубат. Трошоци за живот и цени на производи кои секојдневно растат.
сиромаштија која расте, а граѓаните ја губат сигурноста, афери кои што се случуваат на дневна основа, тендери кои си ги делат на луѓето од власта, вклучувајќи и оние во владата. Зборуваат за воздух во Берово, ама не и во Куманово, зашто таму би бил друг воздух. Тоа е лицемерие, тоа се измамници. Не чини воздухот во Берово, ама молчат во Куманово или молчат во центар. Таму се на власт. Ветува ефтина струја, а никаде ја нема. Колата тргна надолу. Ова допира и влие на сите граѓани. Ова се однесува на судбината на секој од вас. Се работи за нашата држава. Драги пријатели, во сечи живот доаѓа време на темнина, но доаѓа и време на носење одлуки. Одлуки со заедништво, со храброст, со љубов. Со љубов да се победи помрачувањето. Во сечи живот доаѓа време кога внатрешната светлина се активира, се буди. Светлина која има во секој од нас. Светлина која е во нашиот ген и која секогаш го победувала мракот и овој пат ќе го победи. Пуштете ја, вклучете ја светлината во Македонија. 15 е моментот за тој одговор. Момент кога треба да почне светлината. Тие повикуваат дека 15 бил крајот. Јас ќе им порачам дека 15 е почетокот. Почетокот на новата ера. Почетокот на новиот напредок. На доаѓањето на светлината во Македонија. Ние ја нудиме новата ера. Новата ера во која нема да има неасфалтирана или неосветлена улица. Новата ера каде ќе имаме парк во секое мало. Но и нова ера за 150.000 нови работни места во Република Македонија до крајот на наредната декада. 150.000 нови работни места. Испуштање на невработеноста под 10%. Тоа го ветува ВМРО, ДПМН и коалицијата. Оние кои што затекнавме се на се 560.000 вработени во 2006-та. Кога заминавме во мај, оставивме 733.000 вработени за 173.000 вработени, повеќе отколку кога ги затекнавме. Тоа е ВМРО. Тоа е оваа коалиција. Може да не пукаат, може да не навредуваат, може да фрлаат со кал по нас, но фактите се факти, бројките се бројки, луѓето се луѓе, работните места се работни места. Тоа не може да го избришат, колку и да маваат со кал, колку и да навредуваат, колку и да клеветат. Драги пријатели, ако успеавме невработеноста да ја смалиме од безмалку 40%, кога дојдовме во владата, на 22,5%, колку што е сега. Бидете сигурни дека ќе успееме да ја намалиме под 10% до крајот на наредната декада. Новата ера со 2,5 пати поголем приход по глава на жител просечно. Од сегашните 5 на 12.000 долари просечно по глава на жител. Што значи 2,5 пати повеќе пари за се. Нова ера на најниски даноци во светот. Нова ера на поголеми плати, на повисоки пензии, на поголеми субвенции. Нова ера во која учениците од прво до пето оделение ќе имаат бесплатен и здрав оброк во училиштата. Со што ќе обезбедиме прво здрава храна за учениците, а второ и заштеди за семејствата. Нова ера која ќе донесе можности за граѓаните, за стекнување со сопствен дом, со своја куќа. Ќе обезбедиме локации и земјиште
за изградба на нови куќи по символична почетна цена од само 1 евро по метар квадратен. Ке ги укиниме или намалиме трошоците за комуналии, и тоа за семејства кои што имаат приход во своето семејство во еден месец, кои што е помалку од просечната плата. Земјиштето ќе го добијат бесплатно, значи нема ни по 1 евро да е квадрат, туку бесплатно, и ќе бидат 100% ослободени од комунали за градење на куќа. За семејства кои што имаат приходи во семејството месечно од 1 до 2 просечни плати, ослободувањето од комунали ќе биде 75%. За семејства кои ќе имаат од 2 до 3 просечни плати месечно, ослободувањето на комунали ќе биде 50%, и оние кои имаат од 3 до 5 просечни плати месечно 25%. За оние кои што ќе сакат да ги надградат своите постоечки куќи, ќе имаат ослободување од комунали идентично согласно нивните примања, како што пред малку кажав. Новата ера ќе донесе и отпис на долгови за социјално загрозените семејства. Од ноември во општините каде ќе ја добиеме довербата, ќе извршиме еднократен отпис на достасани долгови за вода и ѓубретарина заклучно со 30 септември 2017 година за граѓани од социјално загрозени семејства. Драги пријатели, драги велешани, бидете сигурни, власта е во паника. Тие се во паника затоа што вие забележувате дека овие луѓе не можат да постигнат ништо во текот на своето владење. Мисля или се надева дека не можете тоа да го видите или да го разберете. Но не само што останува забележано, туку веќе се чувствува секојдневно кај сите. Овие луѓе од власта се неспособни. Едноставно кажано, неспособни. Тие се како практиканти и без искуство и без капацитет. Тие не знаат економија, тие не знаат инвестиции, тие не знаат да водат локална власт. Тие се толку вознемирени и немаат конкретна идеја и план што да прават во врска со тоа. Тие оставија се друго настрана и само фрлаат кал врз мене. Тие велат, ние самите не можеме да сториме ништо, барем да го деградираме Груевски и да го обезхрабриме ВМРО. Не си го трошете времето. Тоа нема никаква смисла. Ние сме горд глас на нашата нација. Ние сме горд глас на нашиот народ, на нашата држава. Ние сме независен глас на Македонија. Ние сме Македонија. Нашето разбирање на работите е дека луѓето, народот е на прво место. Наша цел е да го зголемиме квалитетот на животот и животниот стандард на сите граѓани. Колку и да тврдиме дека сакаме победа на локалните избори, ние пред се сакаме да ги освоиме срцата на луѓето и да им помогнеме. Сакаме да ги допреме нивните животи. Работевме за да се осигураме дека секој граѓанин добива добра услуга, добри проекти и решенија за своето место. Нашата цел е да обезбедиме решенија за секој граѓанин на нашата држава, за да ги достигне стандардите на граѓаните од развиените земји. Нашите деца да добијат подобро образование, за нашите млади да има повеќе работа и работни места, за нашите работници да има поголеми приходи и плати, за нашите пензионери да добиваат повисоки пензии, подобри социјални и здравствени услуги. Ние не бараме само победа на престојните избори. Ние размислуваме, им даваме приоритет не само на денешните, туку и на утрешните генерации. Ние размислуваме 10 години нанапред, размислуваме 20 години нанапред. Тоа е разликата. Ние имаме соништа, имаме визија,
имаме љубов, имаме храброст, имаме вера и имаме одлучност. Тоа е разликата, тоа е нашата главна разлика и квалитет со другите. Драги пријатели, уште еднаш да се подсетиме каде бевме и каде се наоѓаме сега, за да знаеме и каде одиме. Прво, како што спомнав, ние отворивме над 170.000 нови работни места. Во Велес се отвори Маккарт, која што веќе има вработено 500 лица, ќе вработуваат и повеќе. Германската компанија СТС Текстил, која го започна производството, ги отвори погоните на поранешната свилара, планираат да вработат вкупно 1000 луѓе. Многу луѓе се вработија и во зоната во Скопје, во Дрекселмајер, во Кавадарци и така натаму. Во општина Велес, почитувани присутни, внимавајте на ова, во општина Велес, бројот на вработени лица во 2006 година бил 9800. Толку биле се на се вработени во Велес, во целата општина. 9800. Денеска, односно кон крајот на минатата година, е околу 15.600 вработени лица. Од 9.800 на 15.600 вработени лица во општината Велес. За 5.700 или 5.800 лица повеќе. Тоа е ВМРО ДПМН. Тоа никогаш го немало преходно во Македонија. Никогаш. Може би го имало само во повоена Македонија. Во оние петолетки, десетолетки и така натаму, кога индустријата беше многу ниска и кога таа се градеше. Но во последните децении, во последните неколку децении, никогаш немало во Македонија таков наплив на вработувања како што имаше во минатата декада. И како што ги има во следната декада, во новата ера за Македонија. Драги пријатели, целосно ја уредивме индустријската зона Карасвари. Продадени се сите 7 парцели во зоната и завршени се инфраструктурните работи. Пристапот до сите парцели е асфалтиран преку реализација на проект во вредност од 1.900.000 евра. Се изгради комплетно нов театар во Велес, Јордан Хаджи Константинов Джинот. Изграден и опремен според сите стандарди, највисоки стандарди во светот. Грандиозноста на овој театар и опремата која ја поседува овозможува во Велес да гостуваат светски дела од било која светска продукција. За оваа изградба и опремување вложивме околу 12 милиони евра. Ги реконструиравме и автопатските делници од Скопје кон Велес и од Велес кон Скопје со вкупна должина од 50 на километри, инвестиција вредна 13 милиони евра. Знаеме дека вие многу од вас секојдневно патуваат за Скопје. Во Велес се изградија 2 нови кружни текови. Еден на влезот на градот од источната страна и еден кружен тек на најфреквентната раскрцница во градот, популарно наречена Авона. Извршивме целосна реконструкција на мостот Гебиджи во Велес во вредност од 700.000 евра. Во Велешкиот регион ги реконструиравме патиштата Велес Раштани, Бузалково, Јазва Иванковци, патот до Ораовец, дел од регионалниот пат до Превалец, дел од обиколниот пат Велес Вашино село. Го реконструиравме и патот Јазва село Иванковци. Се изврши проширување на коловозот. Со неговата реконструкција се подобрија условите за живење за 2000 жители во населените места. Во населените места Иванковци, Мамучево и другите. Изградивме фекални канализации во населените места Иванковци и Раштани. Извршивме и санација на свлечилиштето Рамина. Со градскиот водоводен систем ги поврзавме Речани, езеро Младост и Новачани. Ги завршивме и проектите за водоснабдување во Црквино, Карасвари и Сливник. Извршивме реконструкции на општата болница Велес, специјалната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново, здравствениот дом во Велес и Центарот за јавно здравје, и набавивме најсовремена медицинска опрема за овие установи.
вложивме 5 милиони евра за здравството во Велес за опрема. Во Велес доделивме и 5 нови амбулантни возила за потребите на итната медицинска помош. Градскиот стадион во Велес доби целосно нов лик. Поставена и вештачка трева. На главната трибина се поставија 1000 столчиња. Инвестиравме и во образовната инфраструктура. Изградивме 4 нови училишта во населените места Горно Оризари, Иванковци, Отовица и Сливник. Заврши реконструкцијата на гимназијата Кочо Рацин, основното училиште Свети Кирил и Методи и средното училиште Коле Неделковски. Изградивме нов парк пред основното училиште Васил Главинов. Дополнително изградивме и 3 повеќенаменски игралишта во населените места Каласвари, Иванковци и Башино село. Се изгради и пешачката патека околу езерото Младост во должина од 4 километри, кое што јас лично со моето семејство минатата пролет пред Великден имавме можност да изодиме и да уживаме во неа. Почитувани велешани, продолжуваме да ја следиме нашата патека со ваша целосна поддршка. Со истата љубов и посветеност како првиот ден. Тоа ќе значи многу нови проекти од нашата програма, која е со прецизни рокови и динамика на реализација. Новата програма за Велес носи повеќе работи. Ке се реконструираат и уредат улиците Богдан Приличков, Орце Мартинов, главната и споредна улица во населбата Превалец, улици во село Иванковци, во Башино село, Црквино и многу други улици низ Велес. Во новата програма планираме изградба на пешачки мост во населбата Речани, со зголемување на населбата и изградбата на нови капацитети во постоечките индустријски зони во овој дел, потребно е ново сообраќајно решение. Студијата која ќе се изработи во целост ќе ги опфати сите важни аспекти. Придобивки, но и потреби за реализација на овој мост кој ќе биде од огромно значење за Велес и за граѓаните. Поради максималната искористеност на постоечкиот паркинг простор до автобуската станица и потребата од зголемување на паркинг простор на оваа локација, се предвидува изградба на монтажна гаража. Со изградбата на монтажната гаража ќе се зголеми капацитетот на двојно од постоечките 100 на 200 паркинг места. Во Велес ќе се изградат 4 нови кружни текови со вкупна вредност од 10 милиони денари. Се планира изградба на кружен тек на улиците Благој Ѓорев, Оливер Китановски и Наум Наумовски Борче со цел подобро функционирање на сообраќајот во градот. Истовремено, и на влезот во Велес, кај сообраќајната клучка пред Башино село, ќе се изгради кружен тек, потоа кружен тек на локацијата кај сегашните семафори и кружен тек кај споменикот Алексо Демниевски. Во изминатиот период и во Велес вложивме во изградба на развој на канализацијски системи. Во наредниот период продолжуваме со развој на канализацијската мрежа во населбата Речани, а истовремено ќе започнеме и со изградба на иста таква мрежа во населбата Трапезица. Вредноста на оваа инвестиција е 6 милиони денари. Се планира и реконструкција на поранешниот офицерски дом и негова пренамена во градска библиотека. По реконструкцијата на објектот, библиотеката ќе добие соодветни услуги за работа и поради атрактивноста на локацијата се очекува зголемена посетеност на библиотеката. Ќе продолжиме со уредување на туристичкиот комплекс Езеро Младост, а за Велес планираме и отворање на 4 детски градинки, и тоа во Каласвари, во Иванковци, во Бузалково, во Оризари. Предвидуваме и реконструкција на спортската сала во средното училиште Кирил и Методи. Истовремено целосно ќе ги реконструираме спортските игралишта во дворовите на училиштата Кочо Рацин, Васил Главинов, со што ќе им се овозможи подобри услови за рекреирање на сите ученици и влюбеници во спортот. Ќе изградиме спортски игралишта во Мамучево, населба Дорутовец и Црквино. Почитувани, гаранција. Има и многу други проекти кои што се напишани во оваа програма, но сакам да спомнам дека гаранција
за сето ова. За сето ова дека ќе се исполни е Славчо Чадиев. Сегашниот и иден градоначалник на Велес. Лекар по професија, кој го сака Велес, кој направи многу и кој ќе вложува труд и енергија да гради уште повеќе и да решава многу проблеми што преостануваат. Честно и домакински, како што тој знае. Заедно со Александар Колев, кој е исто така лекар по професија, носител на советничката листа, се вистинскиот победнички тим за развој на општина Велес. Се разбира заедно и со останатите советници од советничката листа на ВМРО, ДПМН и коалицијата и секако гаранција за исполнување на оваа програма е ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, има само уште неколку денови кои преостануваат до 15 октомври. Овие избори се многу важни за сите нас, бидејќи луѓето од Македонија не само што ќе ги избираат своите градоначалници и советници, туку Македонија исто така ќе одлучи за насоката која треба да значи светла иднина. Ги повикувам сите граѓани на Велес. Одете на избирачките места и гласајте. Гласајте за својата иднина. Гласајте за вашата држава. Немојте да мислите што може мојот еден глас да промени. Тоа едно гласање, тој еден глас е клучен. Невработеноста ќе се намали со тоа едно гласање. Вашите деца ќе добијат подобро образование со тоа едно гласање. Нашите градови ќе се развијат со тоа едно гласање. Иднината на Македонија, иднината на нашите деца ќе се реши со тоа едно гласање. Затоа бидете сигурни дека треба да гласате. Одете на гласање со вашето семејство. Одете на гласање како да одите на прослава, како да одите на именден или на куќна слава, на роден ден, со радост и со гордост, со достоинство и со крената глава. Ние нема што да се срамиме и нема што да се плашиме. Оние кои не се избрани од овој народ и кои што на друг му служат, тие имаат од што да се плашат и од што да се срамат. А не ние, кои што секогаш живееме и работиме во духот на нашиот слоган. Секогаш работа, секогаш Македонија. Да живее Велес, да сте живи и здрави. Во недела да славиме и да испратиме пораки. Да почне да заминува помрачувањето, да почне да се враќа светлината и да доаѓа времето на новата ера за Велес и новата ера за Македонија. Да живее ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија, да живее Европска Македонија. Ви благодарам.